Сметам дека сум должен да изразам мојата зачуденост од леснотијата и посочување со прст кон ДИК како школски пример за корупција. Се атакува на легитимноста, на транспарентноста, се атакува на кредибилитетот на секој од нас како избрани членови на ДИК, и тоа по прифатен модел од сите политички партии, од присуство на меѓународната заедница. Нема да се повторувам на веќе изнесените ставови од моите претходни два колеги, по однос на законитоста, по однос на член 19, 24, тоа беа прекрасно образложени и објаснети, врз основа на кои членови од изборниот законник Државната изборна комисија донесе подзаконски акт, врз основа на која е донесена и одлуката за исплата на доместоците. Но ќе си дадам за право да искоментирам, како и да отфрлам секаков вид на атак, дека ова тело, нели независно, работеше изминативе години под полн притисок во функција на спроведување на повеќе видови избори, кои треба да ги задоволат стандардите за верификација на изборните резултати. Патетично би било да кажам дека работетме во воредни политички околности, но да ги подсетам сите дека нашата работа во сите фази беше постојан мониторинг на меѓународната заедница, невладините организации, представниците на политичките партии и вас медиумите. Но нас останува дали ќе донесеме одлука за враќање на парите или ќе имаме доволно сила да изнесеме аргументи во одбрана на истата. Сметам дека се злоупотребува принципот на јавност и транспарентност. Да подсетиме јавноста за сомнежите во избирачкиот список, за неголемата акција за прочистување на избирачкиот список, за денонокното присуство на странските меѓународни организации, кои нон-стоп беа присутни во Државна изборна комисија, со можност за ажурирање и увид во сите лични податоци. Тој процес траеше повеќе од година дена, изборите се одлагаа неколку пати, а ДИК беше постојано на работа и заседание. Двојно повеќе работни часови од со закон предвидено работно време. За одлуката гласав и јас поради постоење на јасен законски основ, кој пак ќе повторам да не се повторувам, го објаснија моите колеги. Дезинформација се дека ДИК зема прекувремени часови за дополнителната своја работа, дневници и други додатоци, бидејќи тие не се предвидени во законот, едноставно Државната изборна комисија донесе подзаконски акт, за основа на кој донесе одлука за одреден надоместок, како што е предвидено во изборниот законник во член 19 и во нашиот правилник. За крај, зар нужно е потребно таква дискредитација ако се сметало дека завршила нашата мисија? Спремен сум, ако треба, да ја дадам и својата оставка, ако има направен било каков чекор надвор од изборниот законник, на промоција на тој модел, на престанок на мандат, нема да ги задоволи наводно моралните принципи на градењето институции. Дека знае јавноста дека не бевме независно тело, бевме тело со рок на трајање, кој сега треба да престане во овој состав, но не по наша желба. Очекувам дека ваквиот тренд на јавност, на транспарентност, на заинтересираност од медиумите од јавноста ќе продолжи и во другите институции. Сакаме и оваа седмица и така замисливме да бидеме пример и за другите институции. ДИК како независен државен орган е должен да штити својата законитост од тие причини како по своите изборни органи, општинската изборна комисија, избирачките одбори и од тие причини донесените одлуки за сите изборни органи во согласно со изборниот законник
за недостаток на сите, за надоместок на сите учесници во изборниот процес. На крај сакам да ви појаснам за јавноста дека сум донирал повеќе пати, сум донирал цела плата, точно од државна изборна, поднос на поплавите кои се беа, сум донирал за цркви, сум донирал и за болни изнемогнени, ќе донирам и овие 4 плати, кои фамозно се пренесуваат, или ќе ги вратам на буџетот, се во цел за да објаснам на јавноста дека на моето семејство не му е потребно пари за свеќи и за пченица.